Зегин ви донесува Медика Инфо, емисија за здравјето. Може би здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Новото издание на Медика Инфо е пред нас со одличен соговорник, интересна тема во функција на подобрување на нашата здравствена состојба, но пред се едукативно и информативно едуцирање на сиот вас телевизиски аудиториум кој што е наш верен гледач на сите оние теми кои што ги обработуваме со нашите гости во Медика Инфо, а се однесуваат на најважниот сегмент од нашето живење, а тоа е нашето здравје. За денеска одбравме интересна тема од областа на гинекологија и ќе ја позборуваме со мојот денешен гостин доктор Томислав Пецаков, специјалист гинеколог. Докторе, добре ни дојдовте во Медика Инфо. Добре најдовме, благодариме на покана. И на особено задоволство верувам дека денеска, докторе, ќе имаме многу гледачки, а покрај гледачките ќе кажеме зошто и останатиот дел од фамилијата треба да биде присутен и информиран за она што ќе го зборуваме со вас во нашата Медика Инфо. Станува збор за менопаузата како еден нов период или како што, спремајќи се за емисијата, интересна реченица најдов, почеток на крајот на младост. Да, во право сте. Меѓутоа, пред да почнеме да ја обработуваме оваа тема, да кажам дека на пирамидата имаме три лествици. Едната е пациентката, другата страна е лекарот и на крајот горе е системот поставен како таков за да го штити. Пациентката е денеска едукована, прати интернет, слайдови, предавања и така натаму, а од друга страна е соочен лекарот. Затоа мислам дека оваа тема се обукатна, доста интересна и се надам дека и гледачките ќе бидат задоволни, а и гледачите. Так, иако кажавте дека во денешно современо време на модерната технологија постојат доста информации кои што вашите пациентки доаѓајќи кај вас како кај свој матичен гинеколог, значи веќе спремни и подготвени до некаде, меѓутоа сето она што ќе го зборуваме нашите пациентки ќе го восприемат и ќе откријат дел од оние работи за кои што сметале дека не се доволно информирани. Ќе кажеме значи за општа едукација, доста прашања поврзани со менопаузата, ќе одговориме значи на доста прашања и ќе ги упатиме сите оние на вистинските одговори. Така. Постојат многу не до објаснати или неправилно сватени работи кога станува збор за менопаузата. Менопаузата не е само гинеколошки проблем, него во исти момент го фатка и како и невропсихијатриски проблем. Самото име зборува менопауза, престанок или последна менструација. Тоа значи дека од тој момент веќе рачунаме дека жената оѓа во менопауза. Меѓутоа не е секогаш така. 12 изостопни менструации недоваѓања со заедно клиничката слика која што ќе обработиме покасно, ќе претпоставljаме дека жената ќе наоѓе во менопауза. Менопаузата е во стварност дефиниција како и секоја болест, ова нема да ја рачунаме ние како болест, бидејќи ова е еден вид синдром, да, состојба е. Во стварност е процес при кој репродуктивниот систем кај жената се намалува. Значи, репродуктивниот систем е во опаѓање. Менопаузата има три своји стадиуми, значи предменопауза или предклимактеричен синдром, перименопауза и менопауза или постменопауза. За да го започнеме, значи целиот овој колаж на информации кои што денеска ќе ги кажете за нашите гледачи, ваши пациенти и за сите оние кои што во иднина можеби тоа ќе бидат, би кажале, докторе, накратко за општо за менструалниот циклус, која е патофизиологијата, за да се надополниме на тоа што е тоа што изостанува. Да. Значи, прво треба да го објасниме патофизиолошкиот процес, клиничката слика, терапијата. Патофизиологијата нема да ја објасниме, прво ќе објасниме физиологијата, бидејќи патофизиологијата ќе се надоврзи. Тоа е комплексен систем кај жената, кај кој што голема улога има централна нервна система, односно хипоталамус, хипофиза, преку своите релизи хормони, преку крвта доваѓаат до јајникот, до овариумот. Таму се ствара јајце клетка, односно фоликул, кој што ќе биде спремен за оплодување.
Сега, како што проаѓаат годините, тој систем на репродукција, односно тие гонадотропини, хормони естрогени, прогестерони, се намалуваат и делуваат на натрешниот слој на матката, за да тој доваѓа до ирегуларни или неправилни крварења, односно до некогаш и до појава на недоваѓање на менструација или ановулација и аменореја. Аменореја е изостанок на менструацијата, а регуларни или циклични крварења може да се јават повеќе или помалку. Тоа значи дека жената во предменопауза или во преклимактеричниот синдром има чести ановулаторни, односно аменореи и ирегуларни циклични крварења. Тоа значи дека во еден текот на следниот месец или другиот може таа да не добијат менструација или за следниот другиот циклус по 2 пати или 3 пати во месецот да прокрвари. Жената одма доаѓа на гинеколог, на лекар и сега таа мисли дека готово доаѓа до појава на менопауза или до климактериум. Првото прашање е одма, докторе, да не влегов јас во климактериум. Значи, тука ние треба, ако се работа за аменореја или за останок на менструација, прво треба да воспоставиме, да направиме клинички преглед, односно ехо, да видиме да не случајно се работа за бременост. Значи, мораме да исклучиме бременост, сепак е жената во 40-та деценија. Или да видиме да не се работи за некое органско заболување, да не има циста, да не има миом на матката, да не има циклични промени, ендометриум и така натака. Мораме да кажеме дека периодот за појава на менопауза е од 45-та година до 51-та. Меѓутоа, во денешно современо живење, некако како да е поназад врата, поместена границата негде и околу 40-та година. Меѓутоа, се дешава да дојдете и под 40-та, меѓутоа мораме да бараме и други заболувања. Заради тоа што кај жени, да речеме, кои што пушат, жени кои што се диабетичарки, кај фамилиарни оптеретини, кои што кај мајка побрзо се јавила менопаузата, кај девојки кои што менструацијата им е и порано јавена, да речеме, околу 12-13 година, кај нив ќе очекуваме исто така аменореи, односно изостанци на менструација. Меѓутоа, овие ацикличните крварења кои ќе се јават почесто во месецот, исто така треба да ги разграничиме. Бидејќи патофизиологијата ја знаеме ние кај жената, тие двојни крварења мора да ги исклучиме. Обично после 40-та година правиме експлоративна киретажа за да можеме да ја најдеме, да видиме да не е причината од некое друго крварење, да не имат ендометриална хиперплазија, да не постои миом, да не има циста на јајникот и така натака. Од кога тоа ќе го разграничиме и ќе ја поврзиме во мозаикот со клиничката слика кај жената, тогаш можеме да претпоставиме, односно можеме да речеме дека жената доаѓа во тој така наречен предклимактеричен синдром. Така. Што ја предизвикува, докторе, менопаузата? Иако, значи, индивидуален е почетокот на менопаузата, од прилика кажавме дека започнува од 41-та до кај Така, до кај 51-та. Така, што ја предизвикува? Ова што го објаснавме сега пат, ова физиолошкиот процес кај жената. Сега, самото име, што го кажавме во дефиницијата на менопаузата, старење, односно процес на старење на репродуктивни органи, односно веќе со релизинг хормоните од хипоталамус и хипофиза се намалваат естрогените и прогестероните и на тој начин нивото на хормоните во крвта се намалува, со след тоа и репродуктивниот систем кај жената се намали. Тоа е причината за појавата на менопаузата кај жената. Напоменавте и одреден број на фактори кои што влијаат на почетокот, значи индивидуалниот почеток на менопаузата како период, како што пушењето, нели, некои одредени фактори. Така. Дали постојат некои други медицински причини, доктори, кои што како резултат на медицински третмани влијаат врз почетокот на менопауза? Други медицински, во науката не се опишани други медицински науки, така да не би можеле да кажеме дека би влијаеле врз појавата на менопауза. Медицински причини, резултат на медицински, одредени например, третмани? може да кажеме ако е направен оперативен захват, да речеме ако се извајана хистеректомија правена на матката, тогаш жената ќе не има ановулаторни цикл, односно ќе нема аменореја, ќе постои, не значи дека тоа е влезена во климакс, бидејќи јајникот, односно хормоните се тука, така да таа ќе се биде понатака жена. Или, например, ако работаме да извадиме јајник со појава на циста, тогаш исто така ќе осеќаме дека
хормоналниот статус ќе биде намален. Значи постојат одредени проблеми кои што иницираат на менопауза, меѓутоа всушност не е почеток на тој период. Докторе, сега веќе ми го одговоривте накратко во прашање што следно ќе го поставам, но заради важноста и заради она што вие ќе кажете од секојдневна пракса, верувам дека представува заблуда кај вашите пациентки. Кога циклусите стануваат поретки, значи ли тоа дека жената влегува во менопауза? Не. И ќе кажеме дека менопаузата нема да ја рачунаме вечерва како болест, него ќе го кажеме како синдром, бидејќи и изостанокот на менструацијата, односно недоваѓањето на менструацијата, исто како и доваѓањето како дете кога ќе дојде како девојка менструацијата, затоа ние не можеме да ја натераме жената, односно да ја неа и одстраниме тој социјален фактор. Она што го велиме ние, да не ја направиме жената да биде да се осеќа дека ќе биде болна. Социјалниот фактор е многу важен, затоа што животната радост на жената, вербата во иднината, среќата не можеме да кажеме дека ќе затоа треба да делуваме и како гинеколози и како невропсихијатри да биде да се осеќат како вистинска, како права жена. Увертира, докторе, доволна имаме за почеток на нашата емисија, иако имаме уште многу да зборуваме во вториот блок од Медика Инфо. Веќе им наговестивме на нашите гледачки со дел од вашето излагање денеска. Зашто зборуваме? Значи, зборуваме за менопаузата, климактериумот како период кој што зафаќа 3 фази. Напоменавме општо за пременопаузата, сега ќе зборуваме за менопаузата, конкретно за начинот на диагностика и сконцентрирано за промените кои што настануваат во овој период на жената, меѓутоа ги покануваме и останатите членови на фамилиите, затоа што ова е период во кој што и е потребна психолошка пред се поддршка на жената. Ќе споменем ни во лекувањето тоа дека навистина во тоа кога ќе збориме која е терапијата, односно лекувањето како ќе биде. Сега не можеме ние да бидеме тука директни да кажеме дека само ако има пореметување во менструацијата, ќе ја крстиме дека готово или изостанок на менструацијата, дека готово жената влегува веќе во менопауза или во климактериум. Мозаикот на коцкиците мора да се спојат повеќе за да можеме да кажеме дека сега можеме да кажеме дека клиничката слика или потврдува за тоа. Затоа што уз ирегуларните крварења жената веќе добива топли бранови и ладни бранови. На лето, кога сите го фрляме кебето, она го барат кебето. Или зимно време, тие се топло-ладни, тоа е клиничката слика. Потоа несоница, боцкање во кожа, дуење во гради, преткање во стомах, мигренозни болки, нервоза, без потреба, појава на плач и така нака. Тоа е све во зголемен крвен притисок, мигренозни болки, све е тоа во прилог на клиничката слика за менопауза. Која што укажува на менопауза. Доколку нашите гледачки се пронајдоа се типични симптоми во кои што може голем број на публика да се препознае, ги покануваме да останат во продолжение со Медика Инфо, кога конкретно ќе кажеме, докторе, на кој начин всушност влијае на почетокот на менопауза и што е всушност како конкретна диагностика менопаузата. Се разбира спојна сите овие фактори кои што ги кажавте како симптоми. Останете во продолжение со Медика Инфо, наш денешен гостин, доктор Томислав Пецаков, специјалист гинеколог. Зборуваме за тема менопауза. Нов препарат од Супер Диет во таблети и ампули од црна роквица и артичока за ревитализација, обнова и подобра работа на црниот дроб и жолчката. Зегин, ваша семејна аптека. Здравје со наевтин лек. Зегин, аптекарски бисер на Македонија.
Повторно сме во Медика Инфо со нашиот денешен гостин доктор Томислав Пецаков, специјалист гинеколог, вработен при ординацијата доктор Пецаков. Докторе, особено задоволството што прв пат во Медика Инфо обработуваме токму оваа тема од областта на гинекологијата, зборуваме за менопауза. А специфично е тоа што и вие секојдневно, значи во вашата работа, во вашата ординација се содрувате со пациентки кои што не по своја вина, значи толку дозволуваат условите, таква е спецификата на оваа состојба, рековме дека не е болест менопаузата, значи се недоволно информирани. Со таа цел ние правиме заложба во денешната Медика Инфо да објасниме и да приближиме барем дел од оние состојби кои што ја констатираат менопаузата, односно представуваат вистини и заблуди поврзани со менопаузата. Постојат ли, докторе, некои тестови со кои што може да се диагностицира менопауза? Па најчесто жената кога ќе ги осетите овие клинички симптоми, кога ќе добиват веќе ирегуларни крварења, првиот збор кога доаѓа на гинеколог е ајде да ги испитаме хормоните, да направиме така наречен хормонален статус. Нема многу да ни помогнат, меѓутоа ќе ни помогне, знаеме ние дека веќе настанви старење на репродуктивниот процес, знаеме дека и естрогените, и прогестагените, и гестогените хормони се намалуваат, за сметка на тоа фоликулостимулирачиот хормон, односно релизинг хормонот се зголемуваат. Ние ги испитвиме тие, меѓутоа не толку инсистираме да ги правиме хормоналниот статус, бидејќи нема да ни помогнат, бидејќи субституција на тие хормони и не можеме да направиме, не можеме да дајме. Значи треба да дајме хормони, али да работаме бидејќи жената е веќе во својата повозрастни години, се работа за 45 години и нагоре. Хормоните ќе делуваат си имаат своји ефекти, ама и контраиндикации. Тоа значи дека треба да бидеме обазриви, бидејќи тие хормони делуваат на градите, делуваат на грлото на матката, па постојат можност за карциноматозни дејства на матката, карцином на грлото на матката, карцином на мама. Заради тоа не и ги даваме. Тоа сликовито кажано е, ако Охридско езеро почне да се прелива, ние не можеме да дојме сега со цистерна да вадиме вода, ништо не ќе добиеме. Нивото на хормоните е многу низок, така да се то 10 на минус 9 пикограми и колку да направиме субституција или така наречена замена не ќе успееме и затоа ние како гинеколози во таа диагноза, барање на диагнозата за менопауза и терапијата ја избегнуваме, односно хормоните ги избегнуваме. Сега, докторе, како што наближува периодот на менопауза, претходно споменавме, настануваат промени во менструалниот циклус. Физиолошки, патофизиолошки, значи социјални, клинички и така натака. Ред промени кои што ја пратат оваа промена. Би ги кажале поконкретно? Па сега во однос на клиничките симптоми поконкретно, оние најважните, бидејќи при клиничката слика рековме дека се суперпонираат и други болести, при други болести. Например, најчест клинички синдром е топлите валови. Многу често е зголемен притисок, бидејќи имаме пад на хормоните, ренинот и ангиотензинот делуваат на ниво на бубрези и кај таквите жени обично очекуваме зголемен притисок во тој период од 45-та година натака. Не значи дека ќе биде тој зголемен притисок како резултат само на менопаузата, можеме да бараме и од други причини да бидат, заради тоа меѓутоа ни се суперпонираат, мораме да го знаеме. Потоа мигренозни болки, обично оние се јавуваат баш тогаш кога жената е очеквит менструацијата, е очекувала да речеме во месецот на 15 или на 16, ќе добива такви наречени јаки мигренозни болки, кои што ги поврзува баш или со изостанокот на менструацијата или со доваѓањето на менструацијата по два пати. Бидејќи и кога ќе дојде диагноза ова менструацијата по два пати, мораме да внимаваме да не се работат за друга болест суперпонирана, тогаш правиме така наречена киретажа експлоративна, за да видиме да го пратиме наодот од киретажата на биопсија кај патологот, за да ни каже точно за што се работа. Дали имаме хормонален дисбаланс измеѓу естрогените и прогестероните или имаме цистична хиперплазија на ендометриумот. Потоа, од во клиничката слика можеме да кажеме дека најчесто имаме раздразливост, несоница и една невропсихогенно депресивно делување кај жената. Почви да му сметат фамилијата, децата, карање со мажот
и така натака. Сите тие се како резултат, и таа сега ќе ги свати тие како болест. И никако не можеме ние тоа да го разграничиме. Значи, не значи дека ако ова е болест, синдром, ќе го наречеме како еден вид на синдром. Изостанокот на хормоните, на естрогените и прогестероните делуваат и долу и на слузницата на вагината, посебно и на уринарниот тракт кај жената. Жената има чести нагони за мокрење, стрес и инконтиненција, неможност да ја задржи мокрачата. Значи, при ноќно спиење или не може да ја задржи, или при напор, ако се искашлат, ако поглед да се качи на скали, или при послаб некој напор, значи испуштат мокрача без да сака, стрес и инконтиненција. Таа е појачана многу и е непријатна за жената. И таа ќе ја поврзи сега, значи ние како гинеколози мора да разграничиме дали тоа е како резултат на падната бешика или како резултат на хормонален дисбаланс. Значи тоа се така наречени дизурични тегоби. Потоа имат комплетно сува кожа, значи осетна боцкање, чепкање по кожата на телото. Така да овие се отприлике најчестите симптоми кои што се јавуваат кај жената во климактериум. Како менопаузата, докторе, влијае на жените? Иако и вие констатиравте тоа и важно е да се напомене дека не е болест. Тоа е состојба. Да, никако не Како вие? Низ денешниот разговор споменавте дека кога има изостаток на менструален циклус во период од неколку 12 месеци или од 10. Од 2-3 месеци, значи тоа ми зборот, од 2-3 месеци доаѓаат кај вас и докторе, да констатираме дали стапувам во менопауза. Да, никако. Ние при тоа, ако 2-3 пати, прво гледаме возраста на жената. Значи, Пристапот е значи ова. Значи, прво што правиме, мораме да ја сватиме, да видиме дали е од некоја друга причина. Значи, никако не можеме да го крстиме дека е веќе во менопауза. Мораме да направиме на комплетна преглед, при тоа да исклучиме. Значи, прво мора да исклучиме бременост. Значи, не значи дека жената е само изостанок на 1 месец или 2 месеци, изостан вид менструација, па сега жената влезе во климактериум, односно во менопауза. Значи, мораме прво да исклучиме бременост, бидејќи е сепак репродуктивен период, не значи дека не може да остане. Прво исклучиме бременост, потоа бараме органско заболување. Значи, со ехото да видиме дали случајно имаме некоја циста, значи, таа циста може да биде водна, фоликуларна, било каква, да делуваат на хормоналниот дисбаланс кај жената, или пак и да видиме да не се работат за некое заболување на матката. Дали се работат за миом, дали се работат за хиперпластична ендометриоза или така натака. Значи, прво го исклучуваме органското, исклучуваме дали имат бременост и след тоа сега велиме ќе го пратиме понатака ова изостанок на менструацијата од 2 до 3 месеци, односно ќе бараме дали на овие изостанок на менструацијата ќе се суперпонира една од овие клиничките слики, односно коцката на мозаикот, да можеме да ги споиме за да можеме да кажеме дека да, можеме веќе да сумњаме како на еден така наречен предклимактеричен синдром. Нема да го крстиме климакс, него ќе речеме како предклимактеричен синдром, во кој да внимаваме, бидејќи е период кога е 40-41, кој ќе се многу суперпонират или се надокнадат или се надоврзват со така наречениот пременструален синдром кај жената. Затоа што и жената во тој така наречен предменструален синдром ги имат нешто слично симптомите како и кај менопаузата. Напнатост во гради, преткање во згради, во стомах, нервоза, несоница, све е тоа исто како и кај предклимактеричниот синдром, така и така наречен пременструален синдром. А годините се тука 40-44-та деценија кај жената. Заради тоа го исклучуваме, ги ја пратиме, ја викаме да дојде повторно на ехо преглед, да ја посматраме понатака како ќе реагират. Не можеме одма децидно да речеме, готово ти од денеска, готово отиде во климакс или во менопауза. Ме посетивте, докторе, пред емисијата непосредно ви поставив интересно прашање, би сакала да го споделам и со нашите гледачи кога ги напоменавме предменструалниот синдром, да? Значи кој што е чест кај така, поголем број од жени. И што е и нормално. Што е и нормално,
да, до некаде нормално, дали е прифатливо и поднесливо Да, индивидуално. Колку влие, значи, степенот на предменструален синдром на степенот на пременопаузните симптоми? Не. Доколку се, значи, со силен степен и интензитет предменструалниот синдром, дали се рефлектира, Нема, значи... правило во ова нема да кажеме дека ако пременструалниот ПМС синдром, ако симптомите биле појаки или поинтензивни, такви ќе бидат и према предклимактерично синдром или обратно. Ако се ги поминала полесно, ќе ги поменит како жената во предклимактерично синдром. Науката немат или правило во тука нема нула регула сине ексцепциони, ни едно правило без исклучок. Значи го исклучуваме, Да. заклучокот, доколку сега се чувствувам вака како би се чувствувала Да, во да, менопауза. не. Апсолутно, Да. докторе. Кои се последиците од менопауза? Па сега Иако рековме не е болест. да, не е Повторно болест. Не напоменуваме. може и изборот е тежок да кажеме дека последици. Кои се последиците на ова состојба? Да, рекле, што ние како после гинеколози не сме сами, значи мора тука и неуропсихијатрите да поработе со жената во смисло на утре кој ќе кажеме покасно за терапијата, бидејќи не е ова само промена патофизиолошка, не е само клиничка промена, него ова е еден вид и социјална промена. Значи делуваат и на социјалниот живот на жената. Ние жената мора да е она да ја одржиме незината, она што го рековме, живот на радост, живот на среќа, она верба што ќе имат кон нивнина. Затоа и последици не смееме да кажеме. Можеме само да кажеме што можеме како лекари, како гинеколози или неуропсихијатри да ја помогнеме на жената да полесно го преброди, да не го сватит како болест, него да биде како синдром и понатака она да биде како и понатака жена да биде, да не се осеќа еден вид како инвалидитет. Ќе го оставиме за крај тоа во терапија, Да. докторе. Се сложувам со вас, го скокаме експресно ова прашање, одиме на наредното. Во смисла на рана менопауза, значи податокот е дека 1 од 20 жени се соочува со рана менопауза. Да. Кои се ризиците или би рекле пред се причините за можеме да рано кажеме влегување? пред кои се причините, меѓутоа ризици не носат, бидејќи секако тоа рано ќе дојде. Во Било кога современово значи, живење имаме приметено дека прагот паѓа према 4-та деценија и нешто подолу. Значи ановулаторните циклуси, односно аменореата, изостанок на менструацијата се почести. Има доста фактори кои влијаат. Прво е менархата, појавата на прва, како, кога и како жената ја добила првата. Колку по-рано ја добиват, по-рано ќе влезете во клина. Втора работа, фамилиарната анамнеза, фамилиарната оптеретеност, мајката. Како мајката го поминала, она пациентката ќе ти каже, и мајка ми да, рано, уште во 40 години ги изгуби менструациите и влезе. Темпото на живот, стресот, потоа диабетот мелитусот, шекерната болест делуваат врз и раното појавување. Значи, сплет на многу работи кои што ќе доведе до појава побрзо јавување на менопаузата, во менопаузата, односно предклимактеричен синдром. Дали менопаузата, докторе, може да му наштети на здравјето, во смисла со самото нели намалено ниво на лачење на естрогенот како гормон? Дали е поголем ризикот од појава на болести? Не би рекле така, би рекле дека сепак од клиничката слика, од клиничките промени кои што ги набројавме, тука од стрес инконтиненцијата, од несоницата, последиците тука да бидат иначе зголемен притисок, па тој си носи други работи, иначе не би рекле дека би дошле некои последици од менопаузата. И сега и ова прашање, ако не би сакала да го поставам, вие сигурно нема да сакате волно да го одговорите, за да може да се протистават на некои последици од менопаузата, нели се препорачува одредени хормонални, би рекле, допинг стимуланси, третмани, кои се предностите, кои се недостатоците? Предностите кај потешките случаи на менопауза, како што е клиничката слика потешка, да речеме, се дешава дури во депресија да биде жена, тешко ги паѓаат болки, преткање, оперирајте ме, нешто ми мрдат во стомахот. Таквите можеме да ги третираме хормонално, али уз голема контрола на нивото на хормоните во крвта. Значи не смееме да бидеме многу, како да кажам, да не предозираме дозата, а тие дози се мали, рековме 10 на минус 9, а контраиндикациите се многу, па да не направиме од една страна да лечиме едно, па да направиме друго. Значи, тука треба многу обазриви да бидеме, најчесто препорачуваме жената појќе да биде релаксирана, односно слободното време почесто да излезе да
прошетат, помалце да внесуваат соли и солна значи солна исхрана, не никако беслана да биде, многу течности не и доста да се разговарат со фамилијата, тука се мисли на сопругот, децата да бидат анимирани, односно и фамилијата да биде запозната со болеста. Ова се значи всушност препораките кои што пациентките сами можат на себе си да си ги направат, за да си го олеснат овај период. Начин, да, период од животот, а што би препорачале од стручен аспект во смисла на терапија? Па од случајот терапија, ние како гинеколози, заедно во спрега со невропсихијатрите, делуваме даваме полесни седативи од типот на неуролептици, антидепресиви, така да на некој начин ја седираме жената да биде помирна. Обично преку во ноќен период да имат одредени терапија, хелекс, деметрин, ансилан, апаурин и така натака. Тоа е во нашиот домен и доста е успешна, мислам, али уз многу зборвење, контрола, муабет со жената, докторот, гинекологот, невропсихијатарот. Апсолутно да се даде една нова димензија за полесно преградување на овој период. Полесно да го осети жената. И сума сумарум, докторе, на крајот да заклучиме, значи не за да имате помал број на пациентки, пациентките кои што се со намера интенција да доаѓаат на преглед, ќе дојдат. Меѓутоа последователно изостанок на 12-месечен циклус е менопауза. Менопауза. Да. Самиот збор ни кажува престанок на менструацијата, меѓутоа таа да биде во рок од 12 месеци, да не се брзат одма, да не се трчат одма, да нема страф од после 2-3 месеци изостаток на менструација, да дојде да каже доктор и да е уплашен едноставно да рече докторе, јас готов, веројатно влегов во менопауза, односно ме фати климаксот, односно веќе сум климактерична. Тоа е да прво, второ да дојди да ја видиме, да ја направиме преглед, да не се работа за некоја органска болест или рековме бременост да не биде, значи таа обавезно да биде и да бидете информирана, да си знаете и да ја знаете од патофизиологијата, од физиологијата своја, за да не бидете комплетно збунета, да му име ние колку му име да можеме да помогнеме. Очигледно релаксирате вие, докторе, како доктори, кои што ги имаме на располагање во голем број во нашиот град и за секоја среќа одлични стручњаци во својата дејност гинекологијата. Вашата информираност, значи, ние бекграунд не дека го надополнува незнаењето и неинформираноста на пациентките, меѓутоа сигурноста што ја имаме како пациентки со нашиот доктор. Видите, ние како амбулантски лекари сме соочени со и други проблеми во другата, а овој менопаузата и климактер многу не го обработуваме, а жената сака да му обратиш пажња, значи кога ќе дојде на преглед без 15-20 минути разговор со неја не можеш ти така да испратиш, а ние немаме за тоа време. Таа е нервозна, нестрплива е, ќе мисли дека не обрати пажња, ето одма ми рече ништо, климакс е, дедо климе, ми даде само седативи, јас ги пијам, од нифајер не гледам ништо, а таа е, значи, зборвење, 20 минути, 25, а искрени да бидеме. Немаме и толку време. Може би, докторе, спецификата и би ја завршила оваа емисија со она што на почетокот го кажа. Самиот почеток на крајот на младоста е она што предизвикува негативни последици, и прифаќање на коментарите од стонатите. Ви благодарам премногу за одличниот разговор кој што го имавме денеска со вас. Се надеваме дека ќе не викнете и друг пат во вакви теми, мислам секојдневни се, не може да ја прескочи тоа тема ни една жена, не може да можете да видите богата и убава и сиромашна и глумица, али менопаузата да ја прескокни не можете, али мора да го знаете, барем основните работи, па да ја знаете својата физиологија, својот начин на репродукција, губењето на процесот на системот на репродукцијата, каква е клиничката слика и кој е социјалниот фактор. Доколку исто на истиот начин не се ни сомневам, докторе, во професионалната приватна пракса, значи го практикувате со вашите пациентки исто онака како што начинот на кој што денеска го изводивме целиот овој диалог во нашата Медика Инфо, вашите пациентки треба да бидат благодарни што па и задоволни се ќе дојде така колку информација ќе добиет, навистина е така, одете затоа што они се во контакт, рековме на почетокот, читате интернет, списанија, со електронски медиуми, ево вакви емисии, колку толку ќе бидат запознаете.
Ги поздравуваме вашите пациентки, ги има во Благодариме. голем број, а за сите оние останати се надевам дека ќе бидете задоволни од она што денеска го слушнавте во нашата Медика Инфо од нашиот гостин, доктор Томислав Пецаков, специјалист гинеколог, вработен при ординацијата доктор Пецаков во Охрид. Зборувавме на тема менопауза. Интересни одговори добивме од доктор Томислав Пецаков и се надевам дека го задоволивме вашиот апетит кога станува збор за знаење за многу интересна тема од неизбежниот сегмент од животот на една жена, периодот на менопауза. Благодарам за вниманието. Ве поканувам во наредната Медика Инфо повторно со нашите генерални спонзори аптеките Зегин, здравието со најевтин лек, нашите семејни аптеки и затоа што како и здравието и убавината не е случајна, стајлинг студиото Арс Нова. Секој е добро, останете ми во добро здравје и не заборавајте дека може би здравието и не е се, но без здравието за сите се ќе биде ништо. Зборувавме денес за менопауза со доктор Томислав Пецаков. Благодарам.